Точно во 12 часот транспортерите од 4 земји на Западен Балкан, Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина ги започнаа најавените протести со блокада на сите гранични премини кон државите членки на Европската Унија. Во Македонија, блокадите за транспортните возила беа организирани на граничните премини Ново Село, Делчево и Деве Бајер кон Бугарија и на Богородица и Стар Дојран кон Грција. Во блокадата од сите 4 земји учествува околу 75.000 камиони, што е досега најголем протест на транспортерите насочен кон Европската Унија. Нашите возачи ги третираат како сите останати обични луѓе кои што влегуваат во Европа. Додека пак персоналот на авиот, сообраќајот, на железничкиот сообраќај, на бродскиот, сите се изземени. Нашето барање моментално е и возачите да бидат во таа група, и за да можеме ние, како транспортери, да работиме, а исто така и нашата економија. Ова не е само за транспортерите, ова е за целата економија, бидејќи највеќе имаме увоз-извоз и највеќе се врши со патничкиот, со нашиот товарен сообраќај. Сега со воведување на новиот електронски систем за контрола на границите, порано требаше да ги бројат печатите, деновите и ни прогледуваа низ прсти, додека сега со самото појавување на граница самиот систем ќе исфрли колку дена си и ние ќе бидеме оневозможени за влез во ЕУ. За генералниот секретар на Македонската асоциација на транспортери Макам Транс, Билјана Муратовска, одстапка од блокадата се до склучен договор со Брисел нема. Од барањата во никој случај не може да остапиме. Блокадата е, како што кажав и претходно, само да се покаже што ќе се случи, меѓутоа не значи дека било кога и понатака не можеме да блокираме одново. На преминот Блаце денес присутен беше и Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт и врски, за кој блокадата и протестите се оправдани. Би сакал да искажам поддршка на овој протест на превозниците и причината зашто сум денеска тука на овој граничен премин е за да искажам поддршка во моје име и во име на владата на овој протест, затоа што овој протест е предупредувачки протест, како што каже и претседателката, дека сакаат да покажат превозниците што ќе се случува од 10 април натак. Според Николовски, проблемот има решение. Во принцип има 3 возможни решенија. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци и врз основа на тоа или да бидат исклучени од овие правила, или соодветно со работни визи, како што моментов прави само Швајцарија, да тоа се уреди и на тој начин да можат слободно да транзитираат низ земјите кои што се дел од Шенген зоната. Денешниот потек на камионџиите вовед во 7-дневната предстојна блокада која е најавена. Што се очекува во меѓувреме и што доколку блокадата не даде резултат? За сега немаме, али ова е прв ден, па да се надеваме, бидејќи има најави, еве и за нашиот премиер дека ќе оди во Брисел, исто и за другиве држави, да се надеваме на најдоброто, ја така викам, па да имаме позитивни резултати некои во однос на овој проблем. Ние блокадите сега ги правиме пред време. Значи имаме просто уште 2-3 месеца во однос на тоа. Поентата е не да го заглавиме сопственото стопанство, туку да покажеме што ќе се случи во еден период од 7 дена. А 7 дена е просечни денови за завршување на еден циклус на превоз. Така да, кога ќе се запрати, приклучувајќи ги турците тука, тоа е над 1 милион тони стока, која што оди или иде навака, што значи дека ќе почувствуваат сите